Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш до сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел во кој што се трудиме да имаме гости кои што се актуелни и гости од кои што многу можеме да научиме и од нивниот секојдневен живот и од професиите со кои што се занимаваат. Јас првен сакам да пуштиме еден прилог да погледнеме, после што и ќе го најавиме моите денешни гости. Прилогот ќе говори токму за она за што и сакаме да поразговараме во денешното издание на Новден. Гратово. Град на злато, кули и мостови, град на прекрасна архитектура, еден од многуте градови носители на македонската историја, место во кое живеат луѓе со топли срца, место каде може да ги вкусите најубавите традиционални македонски јадења, да се одморите и да го пронајдете својот душевен мир. Доколку набројуваме какви се епитети и вредности носи низ годините Кратово, тогаш ќе нема крај на приказната за најстариот град на Балканот. Во Кратовско и околните села покрај старите занаети како ковачи и којунџи, земјоделието е примерна професија. Многу семејства од сопствено производство на земјоделски култури обезбедуваат екзистенција. Кога ќе го минете Гровчанскиот мост, еден од неколкуте, веќе сте во центарот на градот. Приказните за Кратово се едни од најубавите, но доколку ги слушнете од поупатените кратовци и за било кое и да се одлучите, сигурно нема да ви стане досадна. Во Кратово живеело различно етничко население. Муслимани, евреи кои според податоците биле 38 семејства, католички семејства кои имале своја црква, голема Богородица и секако православните семејства кои живееле во познатото рибарско мало. Во туристичката понуда на Кратово секако се застапени единствените мостови кои се изработени од полуобработен камен. Во почетокот на 20 век се уште имало живи 14 мостови. Од нив денес функционираат Гровчанскиот мост, Подчаршискиот, Јокширскиот или Свинскиот мост кој има уста и очи, Баждарскиот кој има еден обичај за секој оној кој поминува преку него треба да плати, тече Табачка река и секако најпрепознатливиот мост изграден според трогателна приказна е Радин мост. Остатоците под Радин мост се уште може да се видат на прочуениот Радев мост. Кога чекоревме ни старата калдрма која говори за некое друго време од минатото, старите градби на куќите речиси споени една до друга, со мали балкони и порти од дрво, пред кои може да се забележи и по некој стар дедо како одмора. Ете така, значи ова беше Кратово. Кратово е еден од градовите кои што ни се наши соработници, поточно ги имаме и во нашето име, нели ние сме К3 телевизија Куманово, Кратово и Крива Паланка. Нашиот гостин денеска ни доаѓа токму од ова убаво место, од Кратово. Имаме кратовчанец, во прашање е господинот Добри Иванов. Господин Иванов, добро утро. Добро утро. Како сте? Добро и покрај вака незгодно време за овој период. Така баш тоа сакам да ве прашам, какви се условите по патот од Кратово наваму? Знаеме дека секогаш така ти е. Да, патот не е многу оптеретен како некогаш, така да фино е да се патува, врнежливо, да. Меѓутоа чисто нема никакви проблеми. Условите се такви како што си мора да се прилагодим, нели? Според прилагодување на брзина, полека воžња и без проблеми. Вие го имате тоа искуство со оглед на вашата долгогодишна работа. Јас сакам да ве најавам вака. Господинот Иванов ни доаѓа од Кратово, како што рековме. Едно убаво место, едно мирно, тивко место од семејството Иванови, кои што со една долгогодишна работа допринесува многу и за Кратово, и за Македонија, како за стопанството, како за фудбалот. Од многу аспекти, од многу области од животот едноставно го разубавија животот во Кратово, дури и му дадоа сосема нов правец и нов квалитет на стопанскиот, а и на спортскиот живот во Кратово. Господинот Иванов е председател, бил долги години на раководни функции во Силекс.
Затоа и го спомнавме оне момент, значи како возач, дека познате ви се условите на патот со оглед на тоа што долги години сте работеле на патот Скопје-Кратово. Го имате тоа искуство. Инаку, генерален секретар бил на акционерско друштво на фудбалски клуб Силекс. Денеска е член на управниот одбор на фудбалскиот клуб Силекс и председател на регионалната стопанска комора на Македонија. Значи, со седиште во Куманово. Со седиште во Куманово, така. Значи, имате функции многу, од друга страна. Цел живот сте на раководни функции, одговорни функции, како од стопанскиот живот што се однесува до компанијата Силекс, така до спортскиот живот во фудбалскиот клуб Силекс. Јас сакам за почеток вака да ве прашам. А денеска сте веќе пензионер. Пензионер сте од сега набргу пред некој месец. Стапивте. Па да. Влеговте официјално во пензионерските денови. Пред 2 месеци. Активни сте цел живот. Со заслужени функции денеска, со оглед на тоа што вашето искуство може многу да помогне како во стопанството, така и во спортскиот живот. Сакам да ни кажете за вашите почетоци. Како и кога прв пат влеговте во оформување на оваа ваша профилна слика? Така. Што се однесува за работа во компанијата Силекс, се вработив 75 година и веќе 77 година бев назначен за директор на трговија и ugostителство Силкрат и на тој Силкрат останав како раководно лице до крајот на мојот работен век, односно до пензионирање пред 2 месеци. Така. Толку години да се обстои, сигурно не е едноставно. Ние почнавме со мал број работници во тоа време. Тогаш го споивме и угостителството во Кратово, кое што беше самостално и пропаѓаше. И понатаму ја развивавме и трговијата, и угостителството, и туризмот, и други дејности во компанијата Силекс. Целиот тој живот, целиот работен век ми бил во Кратово, но и еден дел секојдневно патување за Скопје, односно 12 години јас секој работен ден поточно патував за Скопје, каде што имавме поголем број на стоковни куќи, трговски центри, угостителски објекти и така натаму. Воедно и хотелот Силекс во Охрид, на кој што исто така бев раководител, често морав и таму да патувам, така да животот повеќе ми беше во патување, организирање работи, се до, како што реков, до пензионирањето. Така. И сега, ајде во овој прв дел да поразговараме малку повеќе за она раководителна функција сега што сте председател на регионалната стопанска комора на Македонија, чие што седиште е во Куманово. Сведоци сме за стопанството кој што ни случува денеска и не само денеска. Значи, она што се случува денеска е одраз на неколкуте години нанесет. Сега, од кога функционира оваа комора? Кога е формирана? Регионалната комора со седиште во Куманово е за општините Куманово, Кратово, Криопаланка, Липково, Нагоричан и Ранковци. Јас во 3 мандата бев подпредседател на регионалната комора, а од минатата година сум избран за председател на регионалната комора со седиште во Куманово. Ова како регионална комора функционира последните 12 години. Меѓутоа, стопанството од овој регион беше организирано порано, не постоја тие така наречени регионални комори ко сега, во Стопанска комора на Македонија, кај што и членува поголемите фирми кои постоја на ова подрачје. Ние знаеме да некогаш на
овој терен имаше познати фирми со огромен број вработени, меѓутоа транзицијата си го направи своето, така да сега овака позначајни фирми, ако се земе и во Кумано и во другите места со голем број на работници нема, но има средни и мали предпријатија кои што обработуваат некаде 200-300 работника, некаде помалку. Значи може да членуваат во регионалната комора секоја фирма која што сака да членува, а членството е доброволно со минимални такси, а благодетите се големи. Значи преку комората се организирани разни семинари, средби со странски компании на кои што може да се присуствува, се направат некогаш и деловни соработки, а тоа ништо не кошта. Така. Добро, рековме стопанството откако вие сте председател, регионалната комора. Кои се промените? Промените кои што се случија, да кажеме, во последните 10 години. Промените од оној позитивен аспект, од оние понуди сите кои што владата ги понуди, а колку се искористуваат всушност оние бенефити кои што ги нуди владата на стопанствениците? Посебно за овој крај, ако говориме. Целиот овој период од осамостојување навака, ако се земе Македонија секогаш ко да е во некоја криза. Беше транзиција, па имавме ембарго на Србија, така да не можевме тој пазар да го користиме, па ембарго од Грција, па бегалска криза, па сега тоа модерно почна да станува, како што некој сака да каже, политичка криза и така натаму. Меѓутоа, за стопанството е направено многу. Значи, владата има донесено одредени мерки кои се олеснувања во работењето на стопанството, пред се даночната политика, пред се субвенции во земјоделието и други дејности. И многу од фирмиве на ова подрачје тоа го имат користено. Многу луѓе имат направено и насади во овощарството и други земјоделски култури. Сето тоа што го возможува владата, умеат луѓе да се организираат и да го користат, а сето тоа е позитивно. Така. Добро, јас тука предлагам да направиме една музичка пауза, да се одмориме малку, да здивнеме, а после тоа продолжуваме со разговорот. Što si tolku leno, gajlelija, gajlelija leno, meraklija, gajlelija leno, meraklija. Ona dica klime da donesi
Почитувани гледачи, се враќаме во студиото на К3 телевизија, каде што мој денешен гостин е господинот Добре Иванов од Кратово. Господин Иванов, говоривме вие како претседател на регионалната стопанска комора на Македонија. Има некои новини многу интересни. Сега ги поразговаравме малку во паузата кога си коментиравме за емисијата. Една многу убава новина, нешто што навистина би требало да ги потикне и предпријатијата, а и младите. Да, сега има една иницијатива преку Стопанска комора на Македонија. Фактички една пракса која постои на Запад, да покушаме и во Македонија да ја направиме, а тоа е во самите фирми да се створат тимови кои што ќе обучуваат млади работници за струката за која потребите се во фирмата. Таквите тимови ќе работат во фирмата, а младите луѓе кои што ќе бидат обучувани, дури има предлози и да бидат финансиски наградувани, дури и до пола плата од просечниот личен доход. Со тоа се смета дека ќе имаме обучени работници кои што утре ќе можат активно да се вклучат во производство на самите фирми. Инаку овака како ни доаѓа кадар од средното образование, кое е задолжително сега, значи повеќе општи работи се учат, а малку од тоа на практичното. Ова е еден начин да се остручат луѓето и како што реков, да имаме стручни луѓе утре кои се вклучуваат во самото производство и тие што ќе се остручат да бидат и вработени во самата фирма. Ова пракса ја имаме на Запад, голем број на фирми со илјадници во Германија, Австрија, Италија и така натаму го практикува тоа. Да. И праксата покажала дека ова е интересна работа и дава резултати. Ние на последното годишно собрание што го имавме во Стопанска комора на Македонија, разговаравме на ова тема, дури имавме и представник од Германија, кој што одржа едно вака квалитетно излагање направи, кај што ни покажа дека успешноста од еден ваков начин на работење во фирмите дава и продуктивност, дава и резултати и фирмите имаат голема корист од сето тоа. Ние дури како Стопанска комора се залагаме да сето ова биде во договор со владата и Министерството за образование, а воедно се изнајдат и доста можности да има некои олеснувања на стопанството кои што ќе прави обука на вакви работници. Се со цел да имаме што повеќе вработувања на квалитетни луѓе, се најдат свое место во фирмите, а воедно и продуктивноста се зголеми во самото работење на фирмите. Така. Добро, тука веќе е и она регионална соработка, нели, со земјите околу нас. Да, регионалната соработка постои. Ние како регионална комора сме биле во посети на Мариборската регионална комора во Словенија, на регионална комора во Ужице, на Лесковац и така натаму, таа постои, но има многу простор да уште повеќе се зголеми таа соработка, бидејќи има и многу европски фондови кои поддржуваат меѓугранична соработка и фирмите може тука да се вклучат и користат од такви средства. Така. Добро.
Има многу работи за кои би сакале така помалку да поразговараме, а следната, онаа што е како обележие на Силекс, мора да кажеме, еве вака. Првин ќе покажеме една фотографија, после која што ќе го започнеме нашиот разговор. Јас се надевам дека колегата ќе може да се подготви. Еве така. Значи, ова е првиот тим на фудбалскиот клуб. Ова е еден од најдобрите тимови што постоел во фудбалскиот клуб Силекс. Ова слика е пред прва меѓународна утакмица на Силекс 95-та година. Добро. Со ВАЦ Самсунг од Унгарија во Кратово. Така. Сега вака. Првин да почнеме со Силекс. Како може едно така мало градче да има еден толку јак фудбалски тим како што е Силекс, кој што се сеќаваме сите ние, еве јас и покрај тоа што не сум по спортот, но се сеќавам и на успесите и на сето она што го остваруваше Силекс. Ајде првин вака. Која година се формираше фудбалскиот клуб Силекс? Фудбалскиот клуб Силекс е формиран 65-та година. Се има надпреварувано во регионалната лига Куманово. Така. Потоа во Вардарскиот подсојуз. Па дури еден период кој да сгаснува година-две и да нема надпреварување. Меѓутоа, 80-та година ние повторно го воскреснување фудбалскиот клуб Силекс и успесите почнуваат од таа година. Почнува во општинска лига која ја оформивме во Кратово. Тука и ова е слика од луѓето што не примија кога го оформивме сојузот. Значи, за жал, луѓето покрај мене што сите се починети, не примија во Вардарскиот фудбалски регион како сојуз, за да не прими натамо и Фудбалската федерација на Македонија. И од тука почнува подемот на Силекс. Првата година прваци во општинската фудбалска лига, веќе втората година тогаш имаше реорганизација, повеќе региони во Македонија и се надпреварувавме во Козјачки фудбалски регион заедно со екипи од Свети Николе, Пробишти, Куманово, Кратово и Крива Паланка. Тука се задржавме 2 години. После тоа влеговме во, како први во регионот, влеговме во втора македонска фудбалска лига, каде што исто така се задржавме 2 години, а после тоа во Републичка лига. Добро. И таму 2 години и влеговме во трета сојузна фудбалска лига Исток. Ова е слика од првата утакмица од тој сојузен ранг пред утакмица со екипата на Раднички Пирот. Тоа е прва утакмица која игравме во трета фудбалска лига Исток. Така. За одбележување во тој период што 86-та, 7 година игравме во финале на Купот на Македонија, 88 го освоивме Купот и игравме една значајна утакмица со познатата екипа на Велеш, во која во тоа време настапува познати имиња како Владич, Туце. Ова да не се? Не, тоа е екипа со... Тука ви се кај вас. Тука се сигурно, сигурно ги имаме и тие слики. Значи, капитенот Туце, Трајчев и така натаму, а главен судија на тој надпревар беше најдобриот судија во тоа време на југословенските простори, Зоран Петровиќ. Тој надпревар го изгубивме, но
наредната година, 89-та година, повторно како освојувачи на Купот на Македонија, ние 16 на финалето го игравме со Железничар, прволигашот Железничар, а ние бевме у тоа време третолигаши фактички. И Железничар го победивме во Кратово, пошто се играше само еден надпревар со 2-1, а со тоа се квалификувавме понатаму и во осмина финалето се сретавме со Сараево, кој по големи борби го победивме во Кратово со 1-0, во Сараево изгубивме 1-0 и на пенали го добивме и влеговме меѓу 8 екипи во тоа време во Купот на Југославија, што низ поранешните југословенски простори го кажуваат тоа како фудбалско чудо и јас би покажал само некои надписи во тоа време што излегоа. Например, еве го Сидекс као Ајакс. Значи Сидекс као Ајакс. Тоа е 89-та година. Добро. И во четврт финалето игравме со Осијек, Така. каде што во Кратово одигравме нерешено, а во Осијек изгубивме и Ова така бевме фотографија? елиминирани. Тоа е веќе фотографија од освојување на првиот куп на Македонија во самостална Македонија. Значи, пехарот ни го доделува Панчев, откако во финалето го победивме Пелистер на пенали. Така. Ајде, ова Тоа е голема историја на фудбалскиот клуб Кратово. Таа слика е од надпреварот со Борусија Мехенгладбах во 1995 година. Во една голема борба во Скопје изгубивме со 3-2 од таа екипа. Тоа е судијата на тој надпревар. Во овој момент го прекинува надпревар по еден несреќен случај по нашиот играч Ангелович, кој беше погоден со една топка така. на резултат 2-2 и едва се спаси човекот, во болница го однесоа и едно разочарување беше кај играчите и примија по тоа еден гол. Е ова. Ова слика е од првата посета на председателот на УЕФА Јохансон на Македонија, кога лично и јас бев еден од домакините на Јохансон и при приемот во Скопје што му го организиравме на Јохансон, таа слика е. Така. Одлично. Сега уште малку ќе видиме. Сакам да нагласам да фудбалскиот клуб Сидекс 3 години беше шампион на Македонија и 2 години освојувач на Купот на Македонија и во тој период играше значајна улога во македонскиот фудбал, а воедно и покажа завидни резултати во Еврокуповите, ако се земе дека играше со многу јаки екипи, како што е Шахтјор од Украина, кој во Кратово го победивме со 1-0, но за жал таму изгубивме со 3-1, како што е еден Бриш од Белгија, со кој одигравме 0-0 во Кратово, а таму изгубивме со 1-0, или Марибор, 1-0 во Словенија, 1-1 во Скопје и така натаму, и така натаму. Така, многу надпревари, многу интересни моменти, а јас би сакала токова се од надпревари на домашно теренство. Ова се, тоа е славје по победата над 95-та година над ВАТ Самсунг. И тие години, како што реков, често излегувавме во Европа, бидејќи едни од најуспешните години. Да, успешни години беа, а тоа е публика во Кратово, значи стадион секогаш бил полн, тоа е со ВАТ Самсунг, големи од славје, од целиот овој регион луѓето одеа да го гледат Сидекс. Верната кратовска публика. Така. Еве уште една. Да, тоа се значајни времиња. Дека
слична фотографија. Иначе последна година во која што излегувавме ние во Европа беше 2005. Добро. Па имавме еден период после тоа во кој клубот имаше и послаби малку резултати, не излегуваше во Европа, не туку но сепак се надпреваруваше во прва Македонска лига со исклучок на една година кога испадна и се надпреваруваше во втора лига. И сакам да нагласам да фудбалскиот клуб Сидекс е едини клуб и последен што испаднал од Македонска лига, пред тоа и Варда беше испаднат, па се спои со Миравци и така натаму. Значи, меѓу најуспешните клубови во Македонија. За да биде во мало место еден успешен клуб како што е Сидекс, пред се треба добра организација, добра поставеност. Ние тие работи ги имавме поставено уште во стартот, во почетокот, јас сум од првите денови во Сидекс. Целиот тој период ние работевме аматерски, но се однесувавме како да сме строго професионалци и за жал на некои клубови кои што има и по десетина професионалци во своји редови, ние имавме подобри резултати од нив во многу периоди. Сега ова година Така, тоа и ми беше мојабетот. Значи, во последните неколку години, што се случува со фудбалот во Македонија со оглед на тоа што, еве јас ќе кажам, значи не сум толку добро и доволно запознаена со фудбалот и со случувањето околу фудбалот во Македонија, но по онаа што медиумите ни го пренесуваат, навистина ни пренесуваат една жална слика кога фудбалот е во прашање. Па за жал на трибините има малку публика пред се во големите градови. Ако се земе по број на жители градовите, кој град колку жители има, ние можеби имаме најмногу публика, затоа што ако 10% од населението е присутно од градот на надпревар, значи тоа е веќе убава публика. Убава публика. Каде нема публика? Нема публика во големите градови, пред се во Скопје. Што е разлогот? Тука треба да се види, едни подлабоки анализи треба да се направат. Инаку квалитетот на фудбалот е тој кој е. Значи нема такви фудбалери кои што имаше некогаш, во секој клуб имаше познати имиња. Сега за жал, уште од мали нозе дечињата, кога се, нивните родители одма во нив гледат звезди, одма барат менаџери да можат да ги носат по странство, да ги продават и така натаму, а играч почне да менја клубови, не може од него да испадне ништо, значи он мора да се задржи подолг период во еден ист клуб, каде што може да напредува и доколку е квалитетен, квалитетот да си дојде до изражај. Јас се надевам со фудбалските академии кои се направени во Македонија, дека конечно ќе даде тоа резултати и за неколку години ќе имаме веќе подобри резултати, бидејќи во младите категории и сега имаме веќе видни резултати. Кај нас е проблемот повеќе во сениорската конкуренција со репрезентацијата која што за жал и на рейтинг листата на ФИФА, на УЕФА е предишно ниска, некоја што беше многу високо. Ама како што реков, се надевам со овие академии што се направени дека во скоро време ќе може да имаме подобри резултати. Еве ова година Сидекс после долги години, после 2005 година ќе излегува во Европа. Иако имаме уште едно коло кое ќе играме, тоа да, сакаме да го покажеме. Еве тука имаме една книга. Еве вака. Да. Таа книга е пишувана 2004 година. 80 години фудбал во Кратово. 80 години фудбал во Кратово. Мојот драг пријател
Стојан Насевски ја напиша со наша помош, Така? и која збори од почетоците на фудбалот во Кратово, па сите резултати кои што ги имал и фудбалскиот клуб Сидес, како што реков, од надпреварување во Кумановска регионална лига, во Вардарски регион и понатаму подемот кој што го направи до излез во Европа, повеќе години што излегуваше во Европа со надпреварите. Како што кажав, позначајни надпревари тие беа со Борусија, со Бриш и така натаму, со тоа што према новиве прописи сега на ФИФА и УЕФА и инфраструктурата која треба да има стадионите, за жал во Македонија на многу малку стадиони може да се игра меѓународен фудбал. Пред се тоа е само градскиот стадион во Скопје и сите ние кои излегуваме во Европа мораме да играме на тој стадион во Скопје. Така. Добро. Господин Иванов, тука сме веќе пред крајот, имаме некаде уште 10 минути до крајот на емисијата. Рековте дека сте во пензија неколку месеци нанасат. А ваков богат, активен живот, значи и како вработен, и како раководител во Силекс, и во областа на спортот, и во многу други области што постојано сте во пат, постојано сте во контакт со луѓето, значи обавувате цел живот раководителни и од друга страна, што е многу поважно, одговорни функции. Вие сте татко, родител на синикерка, имате внучиња, а со кои постојано сте во контакт, кои што велат, како што нели има една поговорка кој што сите кои што ќе биднат баба и дедо во животот велат внучињата се сакаат повеќе од децата. Вистина ли е тоа? Па тоа е богатството кога еден човек ќе доживее Внучиња? дечињата да му се омажат, оженат, па се створи фамилија, внучиња. Кај мене го има тој случај, затоа што од ќерката имам внук, од синот имам внука и внуче мало кое е 6,5 месеци сега. Тоа е едно богатство, да ви кажам, и човек го исполнува и целиот тој напор што го имал низ животот, низ работниот век, кога ќе дојде внучињата, ко да се растеретува. Исчезнува. Ко да има нов почеток. Одеднаш го нема. Го нема. И Чудна енергија. една чудна енергија кај нас повозрастните се ствара да ко да живееме сега пак за тие внучиња. Иначе, иако пред 2 месеци, како што реков, заминав пензија, јас сум си активен. Како ви поминуваат пензионерските денови? Многу интересно да ја не еден ден не седам дома. Значи, за секој ден си најдам некоја занимација. Така? Значи, покрај тоа што се дружам со доста пријатели, пословни пријатели кои сум ги имал со години, со фамилијата, јас воедно и си го посетувам и моето место кај што сум роден, кај што имам и еден пчеларник. Ајде и тоа да го кажем, имате прекрасна викендичка кај што си одржувате. Таму си одам многу често и просто уживам кога одам. Значи добивам нова енергија и како што реков со дечињата, а воедно со фудбалот јас сум, некој знае, некој не знае, и член на управниот одбор на Фудбалска федерација на Македонија. И често пати сум вклучен со некои од репрезентацииве, некога со младите, некогаш и со старите кога гостуват, така да поминав еден 10 дена, 12 во Кина, со А репрезентација, па со младиве категории, повеќе денови на Кипар, во Будимпешта, и сето тоа вака те исполнува, да ви кажам. Се дружи со млади луѓе, енергични, спортисти и нема замор. И ако луѓето сватат дека работниот век завршува професионално, но и натаму треба да си бидат активни, а тоа ќе ги одржува, тоа е добро и за здравјето, тоа е добро и за околината,
И своето искуство кое го стекнале со многу години, па и да го пренасат на млади во разни разговори, во разни контакти, тоа што мислат младите дека треба да прифатат и е позитивно дека го прифатат, тоа што мислат дека е надминето, нека бидат со нивни идеи. Така. Во секој случај, функцијата пензионер е по сила на закон. Дојдеш на тие години, стаж и дојдеш, али активностите продолжуваат. Сигурно се тоа и како што рековте се индивидуално, значи кој каков живот живеел, не можете сега вие одеднаш да се претворите нели во класичен пензионер. Не работиме и пошто веќе не работиме, тоа е тоа. Значи ништо не функционира. Па знаете, мене ми е најчудно јас кога одам низ градот и гледам луѓе седат на клупа по цел ден. Пензионерски, нели? И не можам да ги разберам како не можат да си најдат некоја друга занимација. А си нашле за нив тоа е занимација. Цел ден да Тоа е преседи отпуск. на клупа, Така. не оди некако. Сите тие луѓе се од некаде, значи поголем дел се од населените места. Интересно е што сите тие луѓе имале професии, се занимавале со нешто во животот, нели? Така. И можат да придонесуваат. Да. Ако не друго, да прават собствено производство за своји потреби. Така. Не само пазарот да го користат за купување, него дешто и да произведат и еколошко ќе биде тоа, и квалитетно ќе биде, и за внучиња, како што реков, за фамилии и така натаму. Така да и натамошниот живот така го планирам да бидам активен, се со цел да придонесувам за своето семејство и, како што реков, со своји совети, со еве и во спортот што сум богатото вклучен, искуство кое што искуството кое го имам, што можам да помагам. Еве активен сум, како што реков, и во Стопанска комора и покрај пензионирањето се уште. И сето тоа ми дава нови снаги. И Не е џабе ве побоживот. поставуваат на раководни функции, бидејќи вашето искуство е навистина многу богато, како од стопанскиот, така и од фудбалскиот свет. Значи, нешто што е потребно, велат, кога некој е успешен во својата област, а вие како стопанственик и како член во фудбалските одбори и еден од почетници од основачите на Силекс, значи имате толку богато искуство, што навистина од успешните треба да се учи, нели? Нивните совети, нивните искуства можат многу да помогнат, посебно во неко ова ново време кога имаме кога интернетот едноставно ни е достапен премногу и се некако сакаме на таков начин да се подготвиме или пак да препишеме, велиме, од некои успешни луѓе, па да го примениме тоа во пракса. Но кога веќе имаме некој човек од нашите редови, е многу по лесно, со оглед на тоа што овој регион наш, ние сме слични луѓе, нели, имаме слични искуства, слични размислување и менталитет, така да многу полесно е вака меѓу нас да се комуницираме и да ни го пренесете вашето искуство, што се однесува до оној момент кога се во прашање наградите, успесите и кога ќе дојдат пензионерските денови, едноставно кога веќе ќе си ставите една црта и ќе кажете мојот работен век, како и вие што рековте, со сила на законот завршува тука. Но, јас сум активен. Да, па така е. И понатаму. Сега видете, јас покрај работењето во стопанството и фудбалот сум бил и активен и на други полиња. Уште како председател на младина во Крато, па во Републичка младина активен, па потоа и еден период бев и председател на пријатели на шумите на Македонија, па дури година дена и на поранешна Југославија, на горани, србите што ги викат, ние ги викаме пријатели на шуми, така да време е едно во кое што организиравме и акции и пошумување низ Македонија. Едно богато искуство е сето тоа што сум поминал во животот. Еве сега се враќаме поново на некои од тие работи, поново пошумување, ден на дрво и така натаму. Тоа ние сме го правеле во едно друго време, многу поодамна, низ едни други форми.
кога регионално се поврзувавме и засадувавме зимзелени борчиња, смреки и така натаму, и ден денеска ова што го гледаме низ Македонија е дел од тие генерации. Точно така. Кога се работеше. Така да е еден богат мој живот, исполнет и во стопанството, работењето што беше, и во спортов, како и во тој општествено-политички живот, кај што исто така сум бил активен многу долг период и во Советот на општина Крато, и во извршен совет на општина Крато, како член и така натаму, и во многу други области и така натаму. И кога би ме прашал некој сега, сума сумаром, кога ќе направиме на крајот, дали повторно би поминале низ истиот пат? Или кога би можеле да промените, што би променили? Па нема што да се промени кога овој памет би бил на тие млади години кога почнавме да... Пак би било исто. Да, би било исто за тоа што бил успешен патот. Да, точно. Зашто би се менувало нешто кога не треба копии. Не треба копии, и затоа на младите им препорачувам да имат свој живот. Да бидат оригинални. Оригинални да бидат трудолюбиви, да си ја сакат работата, да си ја сакат пред се и Македонија. Што е многу важно. Многу важно. Почитувани гледачи, мојот денешен гостин беше Добри Иванов. Една личност која е многу харизматична, која што се надевам дека и го увидовте тоа во нашиот разговор. Личност која што живот говори токму за она што се вели успешна кариера од сите можни области, значи од вакви луѓе навистина би требало да научиме, да украдеме по некој совет. А од друга страна и многу интересно е што типовите на луѓе како што е господинот Иванов навистина секогаш се расположен и за соработка, и за совет, и за било каков креативен момент кој што можеме да го научиме и да го добиеме од нив. А верувате дека таквите совети злато вредат. Господине Иванов, јас ви благодарам што отделивте време, што не гостувавте. Ви пожелувам да си ги поминете вашите пензионерски денови на активен начин, ако што вие си го живеете. Јас благодарам на поканата во ова ценета телевизија, кај што од регионов, а преку YouTube знам дека емисиите ги гледат и пошироко, кај што можеме денеска да се дружиме, да кажеме нешто од своето искуство и воедно од сето тоа да допринесеме да некој ни научи нешто. Така е, сигурно. Ви пожелувам да имате долг живот, успешен, здрав, среќен живот, посебно во овие години кога нели сега се уживат оние плодови од работниот век кој што е. Благодарам и се надевам дека ќе се видиме и друг пат. Јас стојам на располагање, како што реков, активен сум и така рачунам да наставам во животот. Сигурно ќе се најдеме во некоја од областите кои се актуелни, бидејќи вие навистина сте активни во токму оние области кои што се всушност суштината на животот. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на утринската емисија Нов ден. Доколку не успеавте денеска да не проследите, репризното издание оди утре во попладневните часови со почеток од 15 часот и 10 минути, а некој ден потоа и на интернет, поточно на каналот YouTube. До тогаш ви пожелувам убав и пријатен ден. Се гледаме утре во исто време.